Штип и источниот регион го живеат економски најцрниот септември во последните 25 години. Најавите за масовни отпуштања поради пандемијата се реалност и тие веќе се голем социјален проблем. Во само трите последни изминати денови, горчината на отказот и неизвестноста во Штип ја преживуваат над 200 претежно текстилни работници од неколку фирми кои за целиот период на работењето важеа за стабилни во секој поглед. Прв во Штип вратите на работниците најшироко им ги отвори ККШ, кој во ниту една комбинација не најде излез и привремено дома испрати околу 150 вработени. Низата сега ја продолжуваат Вабо, Мавис, Албатрос, Конфекција Да, Елена Грација и други навистина добри компании со авторитети надвор од државата. Сите тие сега отпуштаат работници. Оваа состојба што сега се јавува во текстилната индустрија или поточно индустријата за облека во Македонија, која е највише застапена во Штип во источни дел на Македонија, можеше да се предвиди уште таму на почетокот на корона кризата во март-април. Знаејќи дека целата стока која беше наменета за април, мај, јуни да се продава во дуќаните остана во магазините на нашите комитенти непродадена, нормално е сега да очекуваме дека тие нема така лесно да се одлучат за нова инвестиција, за нови налози, ако старата стока и стои во магазините. Освен во Штип, принуден работен екзодус доживуваат и работниците од други градови во источниот регион, како што е, например, во Кочани, Делчево, кои за неколку дена се отпуштени повеќе од 100 работници. Па заедно со штипските, за 10 дена црниот септември во нотесот запиша најмалку 300 работници без работа. Останатите без работа во моментов нов ангажман бараат по секоја цена, но шансите им се мали бидејќи пари во фирмите нема. Изненаден сум од интересот за работа што секојдневно се покажува. Млади, но и луѓе од средна возраст бараат било каква работа без да прашуваат за колку пари. Нешто кое се нема случено веќе 15 години. Вели менаџер на Штипски кафе-ресторан. Но, веројатно она што се случува сега не е најлошото. Црниот септември веројатно ќе го поцрни и октомври. Јас мислам дека зависи од комитентите колку од нив ќе се одлучат да финансираат во нова роба за оваа сезона, значи за сезоната пролет-лето 2021 година, или ќе ја чуват старата роба од оваа година која не се продаде, но во секој случај тоа може да трае и до крајот на годината. Значи овие неколку 2 до 3 месеци ќе бидат одлучувачки за опстанокот на многу компании од оваа бранша. Колку вкупно работници од почетокот на пандемијата па до денеска останале без работа, точен број нема. Отказите ни стигнуваат електронски и во моментов немаме точна информација за колку работници станува збор. Ни рекоа од Агенцијата за вработување во Штип. Сепак, неофицијално за периодот февруари-август станува збор за околу 5000 работници.